Токму на оваа тема продолжуваме во утринската програма Деница на телевизија Мега. Се селиме во Кичево, каде што веќе го имаме колегата Бранислав Стојановски, кој што еве одблиску ќе не запознае со тоа каде полуматурантите од Кичево имаат можност да го продолжат своето средно образование. Бране, добро утро или добар ден за кого, како? Добро утро, Бети. Добро утро до сите вас во студиото на Мега телевизија и се разбира до сите наши верни гледачи. Ова утро јас заедно со мојот снимател се наоѓаме во канцеларијата на директорот на Основното училиште Кузман Јосифовски Питу од Кичево, господинот Орце Наумовски. Директоре, добро утро и благодарност еве што одвоивте време да бидете дел од утринската програма на Мега телевизија. Добро утро и добре дојдовте во нашето училиште. Директоре, ова е веќе последната недела каде што учениците ќе бидат присутни во училиштата низ целата наша држава. Дали може еве да направиме една сублимација на сите активности, како ја оценувате ова учебна 2015-2016 година од аспект на успешни активности на самото училиште? И ова учебна година, еве сега уште неколку дена, ја приведуваме успешно кон својот крај. Значи, оваа година за нас ќе остане во нашите извештаи што треба да ги испроведеме на крајот од јуни месец. Посебно би го истакнал проектот, меѓународниот проект АЦЕС на училиштата од Југоисточна Европа, каде што и оваа година повтор пат зедовме активно учество со партнер училиште од Србија и Босна и Херцеговина, односно од училиштето Стефан Дечански од Белград, училиште за деца со посебни потреби, односно глувонеми ученици, и училиштето Центар од Тузла, Босна и Херцеговина, кои во ноември месец беа наши гости, а во текот на март и април наши ученици беа во посета на нивните училишта. Проектот заврши вчера во Братислава, каде што координаторот од нашето училиште, наставничката Бет Јарсовска, по македонски јазик, беше на заокружување на тој проект во Сеница, Братислава, во Република Словачка. Од другите проекти, константно си тече проектот за меѓуетничка интеграција во основното образование со училиштата партнери од нашата општина, тоа е Кемал Ататурк од село Пластница и Скендербек училиштето од село Србица. Директоре, Основното училиште Кузман Јосифовски Питу е второ училиште во градот со најголем број на ученици кои што учат од 1 до 9 одделение. Веќе оваа недела сигурно се заокружуваат и оние оценки со кои што учениците ќе излезат како, се надевам, голем број на одлични и успешни ученици кои што стекнале одредено знаење по сите предмети кои што ги учат. Околу 67 беа полуматуранти кои што ќе излезат од училишните клупи на ова основно училиште и се разбира дека своето образование ќе го продолжат понатаму во средните училишта и во Кичево и можеби надвор од Кичево. Има ли можеби најава и каков е интересот на полуматурантите околу нивното понатамошно образование? Дали можеби повеќе преферираат да учат општа гимназија или сакаат и има такви кои што ќе се насочат кон средно стручно образование? Па во поголем број учениците се заинтересирани за гимназиско средно образование, а во помал број со одредени исклучоци ќе се запишат веројатно во соседните средни училишта на нашата општина што ги нема во нашиот град. Има мал интерес за средното гостителско училиште во Охрид, Ванчо Питошевски, и за средно музичко училиште во Битола. Секоја година имало по 20-3 ученици што се запишувале, веројатно и оваа година ќе биде така. Се разбира дека вие како училиште се подготвувате и околу организацијата на полуматурската вечер, до каде се тие подготовки? Да, како и секоја година, традиционално полуматурантите, односно сега овие 9-годишно образование што учат 9 одделение, вкупно на број 67 оваа година, организираме повторно полуматурска прослава и поради термините околу изведувањето на екстерното
тестирање, ова година со мало задоцнување планираме на 15 јуни да ја изведеме ова полуматурска прослава. Се ни е организирано, договорено и нека помине екстерното и после прославата. Така, една генерација на ученици ќе замине, меѓутоа друга генерација првоотделенци ќе дојдат како и секоја година во ова основно училиште. Каков е интересот оваа година, колку првачиња ќе имаме за новата учебна 2016-2017 година? При анализите, 10 годишна анализа, значи од денес наназад, оваа година ни се запишаа досега вкупно 75 првачиња, од прилика како што бил бројот и минатите години, значи тој број варира помеѓу 70 и 80 ученици. Ние сме задоволни со бројот, формираме по 3 паралелки. Наставничкиот кадар е доволен, значи нема нови зафати што ни се потребни за нови вработувања, значи со истиот кадар продолжуваме и понатаму со овој број на првачиња. Така, го споменавте предходно екстерното проверување во сите основни и средни училишта, тоа нели започнува од утре 7 јуни и ќе трае се до сабота 11 јуни. Учениците ќе бидат екстерно проверувани сите по 2 предмети. Она што е карактеристично за основните училишта е тоа што во овој процес ќе бидат нели опфатени сите ученици од 4 до 9 одделение. Докаде е подготовката околу овој процес кој што се одвива и во вашето училиште и колку ученици вкупно од овие одделенија ќе бидат опфатени? Значи, подготовките за екстерното тестирање се при крај. Ни останува уште денешниот ден да ги обележиме просториите каде што ќе бидат учениците тестирани од утре па во наредните 4 дена, значи 7 и 8, на 9 е пауза и 10 и 11 јуни. Значи, ние сме подготвени, учениците се информирани, распоредот и листите на ученици се залепени на влезот на училиштето, учениците веќе видоа термините и просториите. Значи, имам уште некои мали финеси околу компјутерската техника, значи да се провери во попладневните часови и утре стартуваме во 9:30. Вкупниот број на ученици што ќе се тестираат екстерно оваа година од 4 до 9 одделение е 483. Така, учениците кои што се 4 одделение, нели за прв пат ќе се соочат со такво директно екстерно проверување. Можеби оние ученици кои што претходно веќе имаат такво искуство и немаат толку трема, нели, што се однесува до самиот пристап, до начинот на кој што се полага и така натаму. Нормална работа е. Прв пат се сретнуваат во така групно тестирање пред компјутери, најмалите, најмногу ги забележуваме нивните, значи тие гестикулации околу тестирањето, тремата, стравот од компјутерот, да не погрешат и така натаму, меѓутоа наставниците мислам дека ги подготвија и нема да има проблем, затоа што и минатите години немаше никаков проблем околу тоа. Основното училиште Кузман Јосифовски Питу повеќе години работи во новата училишна зграда, која што сигурно може да се пофали со извонредни просторни услови, како за вработените, така и за учениците. Минатата година во присуство на тогашниот премиер Никола Груевски имаше свечено отварање на игралиштето, спортското игралиште во рамките на ова основно училиште. Јас сега би ве запрашал докаде се активностите, нели вие како директор повеќе пати имате барано од соодветните државни институции изградба на спортска сала, бидејќи кажав дека е ова училиште во кое што учат голем број на ученици од 1 до 9 одделение, докаде тој процес на можеби уште во фаза на ваше барање или можеби имате сега некој поконкретен одговор дали и кога би се изградила спортската сала за ова основно училиште? Околу ова прашање, значи Министерството има цврст став дека тие 149 спортски сали ќе се изградат. Пред некој ден помошникот министер објави дека в година ќе се изгради и 100-та спортска сала. Ние бевме влезени во програма за 2009 година
и во истата година се извршија тие геолошки бушотини, проверка на подлогата на дворот во училиштето каде што треба да е лоцирана салата. Меѓутоа, поради светската економска криза настана пореметување во распоредот на изградба на овие сали и ние се надеваме дека може би наредната година дека и нашата спортска сала ќе почне со изградба. Така. На почетокот зборувавме околу оние проекти кои што беа актуелни за учебната година која што нели еве привршува. Дали може би се во најава некои нови проекти и соработки со други училишта наредната учебна година или тоа сепак ќе се случува од како ќе започне? Па сега се во тек консултации со Бирото за развој на образование околу програмата од 7 до 9 одделение, односно воведувањето на Кембридж програмата за природните науки, физика, хемија, биологија и математика. Така да наставниците сега почнаа да посетуваат семинари околу оваа програма, а за другите работи веројатно ќе имаме информации во август месец и од септември ќе почнеме со новата учебна година. Директоре, знам дека имате премногу обврски денес, имате и училишен совет и секако вашите подготовки околу утрешниот почеток на екстерното проверување. Ви благодарам што бевте дел од утринската програма на Мега телевизија. Ние како медиум секако ќе бидеме тука присутни и наредните денови кога ќе се спроведува екстерното проверување и се разбира во сите оние активности каде што вие ќе бидете вклучени како училиште. Ми беше задоволство и ви благодарам за вашето присуство и соработката. Студио, тоа беше разговорот со директорот на Основното училиште Кузман Јосифовски Питу од Кичево, господинот Орце Наумовски, со кого поразговаравме за се она што ја одбележа учебната 2015-2016 година и се разбира она што веќе од утре ги очекува, а тоа е екстерното проверување за учениците од 4 до 9 одделение.